Денеска православната црква го празнува рождеството на Господа и Бога и Спасителот наш Исус Христос, Божик. Но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и се потчини на законот, за да го спаси човечкиот род. И кога минале 9 месеци од благата вест што ја јавил архангелот Гаврил на Пресвета Дева во Назарет велејки: Радувај се благодатна, еве ќе зачнеш и ќе родиш син. Во тоа време излегла од кесарот Август заповед да се изврши попис на сиот народ во Римското царство. Според таа заповед секој требало да си појде во својот град и таму да се запише. Затоа праведниот Јосиф дошол со Пресвета Дева во Витлеем, градот Давидов, бидејќи били и двајцата од царското колено на Давида. Бидејќи во тој мал град се насобрало многу народ заради пописот, Јосиф и Марија не можеле во ниедна куќа да најдат конак, заради што се засолниле во една овчарска пештера, во која пастирите ги затварале своите овци. Во таа пештера во ноќта помеѓу саботата и неделата, на 25 декември, го родила Пресветата Дева, Спасителот на светот, Господ Исус Христос. И откако го родила безболно, како што и го зачнала безгрешно, од Светиот Дух, а не од човек, таа самата го повила во ленени пелени. Му се поклонила како на Бог и го положила во јаслите. Потоа пришол и праведниот Јосиф и тој му се поклонил како на божествен плод од девојчинска утроба. Тогаш дошле и пастирите од полето, упатени од ангелот Божи, и му се поклониле како на Месија и на Спасител. И пастирите слушнале многу ангели Божи кои што пеат: Слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Во тоа време стигнале и тројца мудреци од исток, водени од чудната звезда со своји дарови: злато, ливан и со смирна. И му се поклониле како на цар над царевите и го дарувале со своите дарови. Така дошол на светот оној, чие што доаѓање било проречено од пророците. Се родил онака како што било проречено од пречиста дева во градот Витлеем од коленото Давидово по тело. Во времето, кога повеќе во Ерусалим немало цар од родот Јудин, туку царувал Ирод Тугинец. После многу своји праобразби и ветувања, пратеници и весници, пророци и праведници, мудреци и цареви, најпосле се појавил он, Господарот на светот и царот над царевите, да го изврши делото на спасението на луѓето, што не можеле да го извршат неговите слуги. Нему нека му е вечна славата и пофалбата. Амин. Христос раждаец, ја славите, Христос небес ја штите, Христос на земји возносите сја. Појте Господеви сја земја и веселием, воспојте људие, јако прослави сја. Прежде
si rog naš, svjate si Gospodin. Žezel iz korene i Eseva i cvet od nego Hriste, od devi prozjabale si, izgori hvalni, prioseneni jačaš ti, prišele si voplošća, od neiskuso mužnija, neveštestveni Bože, slava sile Tvojej, Gospodin. Bog si mira, Otec štedrot, velika Gosoveta Tvojego angela, mir podavaju šta poslale si nam, tem Bogo razumija, k svetu nastavlše sja, od nošti utrenujušte, slavoslovim Tja, čeloveko ljubče. Iz utrobi Ionu, mladenca izbleva morski zver, Jakova prijat, v devuže vselše sja slovo i plod prijemše je, projde sohranše je netlenu, egože bo ne postrada istlenija, rošuju sohrani nevreždenu. Otroci blagočestiju so vospitani, zločestivago velenija ne prekše, ognjenago preštenija ne ubojaša sja, no posredi plamene stojašte pojahu. Ocev Bože, blagoslovene si. Hvalim, blagoslovim, poklanjajem se Gospodevi, pojušte i prevozno sjašte vo sja veki. Čuda prestestvena gorosodatelnaja, izobrazi peštobraz, ne bojaže prijat, palit junija, jako niže ogan božestva, devi vnjuže vnide utrobu, te vospevaju šte vospoem, da blagoslovi tvorsja Gospoda i prevozno si dvosja veki. Veličaj duše moja, česnejšuju i slavnejšuju gornjih voinstav, devu prečistuju Bogorodicu. Tajinstvo strano je, viždu i preslavno je, nebo vertep, prestol heru
величаво